Здраво од студиото на Зебра. Протестите и јавните собири во едно демократско општество се израз на волјата на една критична маса која припаѓа на граѓанското општество, начинот на кој што интензитетот на кој што кај нас се употребуваат и се организираат протести и контрапротести, создава една гротескна политичка слика и тоа го постава на дневен ред прашањето за нелегитимниот брак меѓу политичките партии и невладиниот сектор, и токму на таа тема ќе разговараме и денеска во Зебра. На недомнешниот Евробарометар, односно на годинашниот Евробарометар на истражувањето на Европската Унија, еден од интересните резултати беше дека 59% од граѓаните на ЕУ се согласуваат со, односно или имаат исти ставови или слични мислења со дел од невладините организации кои работат на теренот на Европската Унија. Каков е тој сооднос и каков е кредибилитетот на овие здруженија во Македонија? На таа тема денеска ќе дискутираме со Катерина Нешкова, новинарка од Дневник, и Никола Нумовски од организацијата Плоштад Слобода. Како што и кажа Маја, протестите и контрапротестите се веќе стана нека нормална појава во Македонија. Тоа е особено актуелно деновиве околу протестите пред општина Центар, каде што се појави здружение на граѓани наречено Веритас, за кое што претходно мислам дека поголем дел од јавноста не ни знаеше дека постои. Кажи, Николе, ти како човек кој што е дел од невладина организација, како појавата на овој тип на здруженија влие врз кредибилитетот, врз сликата за невладините во Македонија? Не би требало, но влие негативно, затоа што луѓето знаат да генерализираат и на невладиниот сектор да му даваат оцени како да се работи за еден ентитет, а не за збирштина од веројатно илјадници, можеби десетици илјади организации во Македонија. Невладиниот сектор го сечнуваат и организации кои што не се ни регистрирани воопшто, тоа се групи, малечки групи и така натаму. Така што не мислам дека овие случувања што се случуваат сега пред општина Центар некако го ја влошуваат довербата што има невладиниот сектор. Мислам дека луѓето си веруваат во оние организации кои што си ги познаваат и ги почитуваат нивните акции и мислења. Оно што се случува пред општина Центар за мене се тоа не се невладини организации, тоа не се активисти, тоа се глумци кои што се дојдени тука да кажат порака која што некој друг ја мисли, да доаѓаат да фрлаат јајца и така натаму. Она што се виде со сандвичите и давањето јајца на подавањето на оние што фрла, само ја банализира сликата дека тие луѓе всушност доаѓаат таму да протестираат за, не знам, за 100, за 500 денари. Мислам дека е малце покомплексно тоа. Ние сме сведоци само на едно шоу кое што сака да ни прикаже дека во меѓу народот има незадоволство од некоја си патем кажано непостоечка политика на Жирновски. И тоа се случува не само со Центар, тоа се случи со ситуација со Центар, тоа се случи со некој здружение за заштита на спомениците во општина Центар, кое што цело време беше навредено од некаков си однос те на овој колумнист, те на оној. Пред некој ден кога шведскиот амбасадор се постави како имаше некаква си шала на тема Скопје 2014 на својата забава, одеднашка и се шалеа со ликот на Прометеј, односно облечениот Прометеј, цензурираниот и така натаму, појави здружение Бедем, кое што вистински постои, во кое што вистински членуваат бранители, да го брани проектот на Груевски Скопје 2014 и да биде навредено од пелените поставени на скулптура која што е дел од грчката митологија, нема врска со македонскиот народ ни со борбата во 2001. Она што сакам да го кажам е дека некои организации, некои луѓе си имаат едноставно преземено улога на глумци и учествуваат во некаков театар. Наместо пораките против Жирновски да ги кажува лично премиерот, тој организира 1000 луѓе и тие доаѓаат и ја кажуваат пораката место него. Се согласуваш ли дека некои организации имаат повеќе кредибилитет во однос на други? Не може ли исто да се наречат по истата линија да ве обвинат и вас дека сте актери кога вие протестиравте против изградбата на црквата на Плоштад? Меѓутоа прво нека ни одговори Кате, па ќе можеш да ни реплицираш. Па делумно и се согласувам, значи навистина постојат барем она што го гледаме и во медиуми или она како граѓани што го сознаваме за некакви си врски, некакви си плаќања за да се појави некој на некаков протест и да изрази граѓанско мислење кое што е во корист на одредена политика, односно на одреден политички субјект, бидејќи длабоко сум убедена дека граѓанските организации треба да имаат политички ставови. Впрочем, тие за тоа постојат и за мене не е спорно кога одредена
граѓанска организација, намерно не велам невладина организација, бидејќи граѓанското општество навистина е мноштво, можеби невладините се и најмалиот дел. Тука влегуваат и синдикатите, тука влегуваат и здруженијата на работодавци, бизнис елита, еснавски здруженија, интересни групи од најразличен тип, значи ги има секакви и да, делумно сме сведоци дека се инструменти на одредена политика, но кога слушам од другата страна, значи кога од член на граѓанска организација која што се појави на сличен начин, значи ние исто така немавме слушнато ни за плоштад Слобода, ни за распеани Скопје, ни тие се појавија од недадеш. И не е тоа толку нетипично за некаква си прва почетна промоција на некоја невладина организација, така се појавија и овие граѓани. И сега најверојатно ќе се спротистави, ќе рече, па да, нас никој не плаќаше таму да бидеме, не ни дава сендвичи, не бевме актери, верувавме во тие идеи, ама јас не сакам да се ставам во одбрана ниту една група, бидејќи најверојатно и навистина голем дел од тие граѓани кои што се појавија пред општина Центар, има некаква поврзаност или навистина беа таму за сендвичот или глумеа или беа инструменти на некоја поголема политика, исто како што бевме уверени дека и на плоштад Слобода се случуваше истото. Ако ме прашуваш дали верувам во граѓанско општество во Македонија, тогаш ќе ти кажам да. Ама не верувам во невладени организации, особено во некои невладени организации. Дали граѓанското општество си остварува целта да ги брани интересите на граѓаните во Република Македонија, тогаш ќе ти кажам делумно, и тоа е особено наспроти тврдењата на низа невладени организации, на низа граѓански здруженија, дека немаат влијание или не допираат никако барем до во степенот на изградба на јавната политика, барем тука некаде во идеите при креирањето на една јавна политика, не при одлучувањето дали така ќе се спроведе, бидејќи ќе ви кажам дека ќе почнем од најбанални примери. Значи, синдикат преговара со влада и постигнува договор. Значи, постигнува договор. Бизнис елита преговара со влада, постигнува договор. Здруженија, еснавски, еве од мојата фела, од медиуми, по повод законот за медиуми, преговара и постигнува некакви решенија. Секи каже, тие се сите провладени. Ајде да се согласиме дека имаат некакви блиски ставови. Ама и да речам делумно, гледате и самите во терминологијата веќе ги квалификуваме провладени, проопозицијски, значи тоа е веќе ние навлезено во посвест, успеа да направи некакви промени во јавните политики. Ја помести црквата од плоштадот. Ние колку и да велиме дека тоа не знам, не допирало до власта, благодарение, јас не гледам никаква друга причина. Токму благодарение на тие протести кои што се случуваат тука, беше поместена црквата на плоштадот. Се согласуваш? Истото е случајот. Мислам дека не сум добар примач на комплименти, али знам дека и албанците и муслиманите има некаква посериозна улога од плоштад Слобода во дислоцирањето на црквата на плоштадот. А и беше блокиран Груевски со тоа што му се на врат му висеше можноста од референдум и волјата на народот изразена во незгласачките левчиња. Но да одговорам зашто е различна плоштад Слобода од 2009, а да не збориме од 2013 од Веритас. Плоштад Слобода не успеа 1000 луѓе да собере на плоштад за неколку часа, туку за 4 дена успеа да собере заедно со прва архибригада 150 луѓе, кои што сите дојдоа со лик, со име и презиме. Плоштад Слобода е формирана од 15 луѓе кои што стојат со име и презиме и со своји биографии во Централен регистар. Некои повеќето од нив се јавни личности, што колумнисти, што активисти и така натаму. И што е најизразливо, што треба да го примети еден новинар, е во односот кон јавноста, кај Плоштад Слобода никогаш не одбива контакт со медиуми, а Веритас, да речеме, не одговара на прашања кои што се надвор од нивните тематски пресконференции, кои што е еден менталитет министерски, кога Спиро Ристевски одбива да одговара прашања за абортус, кога дошол спремен за педофилија. Така што ќе беше интересно да се видат новинари да ги прашаат овие од Веритас зошто не идат со јајца да го маваат господин Петар во Битола, зашто не го осигурал трескавец, да речеме, или Тимотеј зашто не го гаѓаат со јаболки, зашто не го осигурал Бигорски. Таму не се појавуваат, немат никакво мислење. На Google ако ги изгуглаш, ниту еден од нив не немал никогаш став за ништо.
И сега одеднашка тој човек кој што никогаш не искочил во јавност, веројатно не бил ни во куќниот совет ангажиран, е способен за неколку часа да свика 1000 луѓе кои што се толку мотивирани што можат и да кршат и при тоа некој да обезбеди и кетеринг и јајца и сето тоа да го финансира. Затоа мислам дека не може да се прават такви паралели. Да, понекогаш ќе бидеме скептични кон нови организации што се појавуваат, како што е Плошта Слобода. Еве прва архибригада никогаш со име и презиме не искочија во јавност, ама никој не се сомнева дека тоа се вистински луѓе и дека затоа постојат вистински ставови, затоа што тие луѓе организирале настани 4 години поред, организираат архитектонска конференција во Македонија. Тоа се студенти од архитектонскиот факултет, професорите ги знаат, не е тоа непостоечка организација како што е Веритас. Добро, граѓанското општество ги сами кажа, не мора да биде не знам регистрирана официјално група. Таа е интересна група. Има за цел да спроведе некаква или да влие на некаква јавна политика. Сега е архитектонско решение во прашање, црква или плоштад или не знам што. Утре ќе биде или претходно беше абортусот или не. Значи претходно беше демографијата. Во иднина ќе биде нешто сосема пето. Несомнено дека различни се интересите. Мене искрено не ми значи дали е групата регистрирана или не. Тоа не ми значи во изградбата на авторитетот. Не ми значи дали ќе дава изјави или не. Тоа е тактика која што се одбира самата интересна група. Ако таа нема се извинувам, но како новинар треба да те занима дали ќе јас не можам да убедувам некако медиум дали некој ќе даде изјава или не. Тој сам си се ограничува. Значи, ако не сака да даде изјава, утре нема ни да постои. Чудно како овие луѓе добиваат простор во медиумите без да кажат ниту еден збор. Тоа ми е... Сега се појавија како група. Значи, не сакам воопшто да се концентрирам на еден настан. Извини, го спомна абортусот како пример и еве да се надоврзам на тоа дека сметаш дека има влијание од невладините врз власта, да речеме, без разлика која партија е моментално. Еве искористам како последен пример, Хера и неколку други организации испратија и писмо и реагираа кај министерот. На крај законот помина, мислам, а тоа е сепак исклучително големо прашање. Значи пак мислам, се согласуваш дека власта генерално во Македонија е затворена кон невладини организации бидејќи не репрезентираат гласачи. Значи секоја власт е затворена кон невладини организации. Тоа секоја политичка партија во принцип треба да биде затворена во однос на изградбата на политиките. Значи, партијата си има свој политики, невладиниот сектор си има свој политики, некогаш интересите ќе се спојат. Она што мене ми пречи е што нашето граѓанско општество, наместо да си бара одреден тип на поддршка од партиите во смисла да излобира решение преку контакти професионални, стручни, на база на убедување, кај нас граѓанското општество стана пиар на партиите. Значи, од таму потекнува партиските политики на одредени политички партии. Мене, например, многу ми е криво случај кој што во јавноста беше многу прифатен со сочувство, случајот на Мартин Нешковски. Значи, се собраа млади луѓе, кои што на вистина делом нив ги познавав и лично и знаев дека не се инструмент на ниту една политичка партија. Дел од нив ги познавав и знаев дека се припадници на едната или не се припадници на другата политичка опција, независно. Значи се формира некаква си критична граѓанска маса и тоа опозицијата, например, не го искористи за да каже ние застануваме зад нив. Туку јавно, отворено и тука нема никаков проблем ако препознаете ист интерес да застанете и да кажете да, ние го поддржуваме политиката или интересот кој што го промовира таа граѓанска организација. Напротив, кај нас се случува обратен процес. Кај нас работите ги подкопува партијата, организира луѓе, вели вие ќе формирате невладина организација, плашејќи се од менталитетот на македонскиот граѓанин на почетокот на 90-тите години, дека се една партија прави, се е државата и сега ни треба граѓанин наеднаш и таа е таа линија на Институтот Отворено општество и Сорос која што промовира и која што оваа актуелна власт успеа до некаде да демистифицира пиар улогата на невладините организации.
А извини, никаков доказ за ова дека СДСМ преку Сорос ги натерала луѓето од полициска бруталност да значи, излезат на доволно улица? се кадровските решенија. Мене Кои кадровски решенија во полициска бруталност? На кого конкретно мислиш? значи ако зборуваме Имаше за министерски позиции таму, има некој човек кој Па што не ги мора да води, ги бидат- влече конците? Мене не ми е јасно, например, како човек во еден момент е активист, граѓански, значи со одредени политички ставови, меѓутоа решил тоа да не го прави преку политичка партија, туку да гради јавна политика како граѓанин и потоа, нели, 3-4 сати е тоа, потоа 3-4 сати е во раководството на одредена политичка партија. Не значи дека, односно, Ма зашто да не може човекот да биде и граѓанин и партиец во исто време? не, А и знам- збориме за активисти, значи збориме за граѓани на политика. Активистите може да бидат Значи, членови на партија во исто време, како што може да бидат членови на различни Несомнено, здруженија значи, во исто време. Го не, компрометирали тоа не. граѓанскиот сектор. Зборуваме Претпоставам за корупција, зборуваме за корупција во умот, не зборуваме дури ни за финансиска надокнада, дека наверојатно и тоа го има и некаква финансиска поврзаност. Баш за тој момент, за коруптивноста на граѓанскиот сектор, на граѓанинот кој што не е заинтересиран да биде член на политичка партија, ама има одреден граѓански интерес за одредена работа. И сега наеднаш поддршката ја добива од невладина организација или се поистоветува со одредена невладина организација која што практично ја инструментира некој политичар. Само те молам уште еднаш доказот како е. Не гледам начин Јас- зашто некој би работел пола сат таму, пола сат таму. При тоа не го спомнуваме кој е и која му е функцијата. Па значи ја не сакам навистина да ги споменувам со имиња, меѓутоа ако инсистираш ќе ги споменам, имајќи го предвид дека веќе е во јавност објавено тој органограмот кој што го објави владеачката партија, која што најверојатно СДСМ ќе подготви таков органограм кога ќе дојде на власт за невладините кои што се поврзани со оваа гарнитура. Значи почнувајќи од нели Владимир Милчин, До Гордан мене, Ѓорѓиев, но да те и од потсетам, тебе, тој не беше за полициска бруталност, тој беше за плоштад Слобода и ГЕМ, кој што Не зборам за полициска пробува бруталност. да направат референдум во Сакам да ти кажам општина дека постои некаква спрега која што несомнено и тука која што граѓаните ја чувствуваат. Ја чувствуваат и затоа вистинските граѓански интереси Треба, се можеби треба граѓаните да бидат медиумски свесни за да не ги чувствуваат работите, него да ги учат од медиумите и за да гледаат дека некои организации се лажни, а некои не. Како на пример во случајот со полициска бруталност, не знам дали се сеќаваш, но твојот колега Сарма од Цител имаше настап со една глумица, која што подоцна се испостави дека е од ВМРО ДПМН и која што викаше дека е дојдена тука да и застана за да новинарот и кажува зашто разговараат. Јас се И така согласувам натаму. дека Значи, медиумите ако се не дел од можеме граѓанско таа општество, ама не се. глума да ја видиме, ние идеме за тоа дека да идеме да мислиме дека некои луѓе се толку префригани и злобни да злоупотребуваат смрт на младо дете, на млад дечко на плоштад Македонија само заради тоа што се срамат за да застанат како партија за тоа движење. Јас мислам дека треба, ако веќе тоа го сметаме за грев, треба да погледнеме на другата страна и да видиме што таму се случува и таму нема ни организирани групи, него има кога се снима Vox Populi, има ангажирани глумци пред камера. Најверојатно е така. Меѓутоа ни едните ни другите тоа што постои како такво не ги оправдува. Значи јас токму тоа се согласувам. Како терминот соросоид стана политичка на тема во Македонија? Прашање ги за двајцата. Дозволивме доволно долго како се викаше Драган Павловиќ Латас да биде колумнист, уредник и така натаму и он мислам дека го воведе терминот заедно со Јанко, го направија да звучи пежоративно како да е тоа посебна класа на луѓе кои што им мисли лошо на Македонија и така натаму и при тоа го комбинираат тоа со нивниот непатриотизам да го врзат со било какво барање што некој може да го има и во однос на абортус, и во однос на пешачки премени, и дрва, и не знам, дуќанџи во Прилеп и млекари во Битола. Значи, тоа е еден пиар трик, успеа имиџот на некои луѓе кои што они ги сметаат за соросоиди, да им го залепат на цела генерација млади активисти и со тоа да им ги затворат вратите во медиумите. Така што ад хоминем практично аргумент, ако доаѓаш од таа страна, тогаш знаеме какво е твоето мислење, знаеме што можеме да очекуваме од тебе. Тука се согласуваме дека другата страна не доволно се ангажираше да не убеди дека тоа што некој го тврди за нив е вистина или не е вистина, е лага. И кога не демантирате,
се прифаќа како вистина. Мислам, треба најверојатно луѓето кои што се поврзани со во таа мрежа на организација, несомнено се поврзани, пошто и кадровски, и финансиски, мислам, ни самите не Може ли да искористам оваа прилика да демонтирам, затоа што тогаш Дневник не ми излезе во пресред да искочам со демант на платениот оглас, затоа што бил платен оглас. Да, и тоа со ми платен. и Нетпрес, и Макфакс, и МРТВ дури одби да го каже мојот демант, кој што вика дека јас од трите работи наведени таму, а дека сум бразучен на Радмила Шекеринска, дека сум член на правна комисија и дека сум член на СДСМ, само првото е точно. И тоа ја руши целата гранка која што се вика Никола Номовски во тоа. Не тврди ништо ако тоа е платен оглас. Па как Тој што ми плаќа. останува на мене? Нели можам да побарам услуга од Дневник да ми го објави мојот демант со оглед на тоа што ја не сум богат ко ВМРО ДПМН, да земам да закупам цела страна и да платам демант за нешто што не сум го ни барал како кавга воопшто. Никола, на линија на Соросоид, зошто токму сега оваа дефиниција стана па и дури наврада, прерасна во наврада, ако се знае дека Институтот Отворено општество работи веќе 20 години, дел од членови и функционери на ВМРО ДПМН и биле финансирани и имало организации што биле предходно. Значи зашто баш сега одеднаш се претвори во на тема, а ако се знае дека и предходно Затоа што оваа влада не може да го поднесе Сорос, Џорџ Сорос, Владимир Милчин, целата фондација одека, при тоа заборавајќи дека соработувале со него и Министерството за образование, Министерството за труд и социјала, култура и така натаму, користеле пари на Сорос. Јас никогаш не сум бил член на управен одбор како што бил Ѓорѓе Иванов, како што бил Паскал Кузман и така натаму, они не се нарекувани Соросоиди. Значи Соросоид е, можем да речем, привремена навреда, додека дека не преминеш од другата страна и тогаш стануваш патриот. Но премиерот имаше средба лична со Џорџ Сорос, зошто би имал средба со човек што не го поднесува? Лицемерие. Мислам, тој се сретнува и со многу други, пред некој време се сретна и со Заев, претпоставувам дека не му мисли добро ни на него. Претпоставувам дека политиката е тоа нормално, него оној како се однесуваат. Мислам, ако видите колку школи низ Македонија ќе отидете и ќе видите дека оваа библиотека е донација на Сорос, оваа библиотека на факултетот е со донирани пари на таму и таму. Има манастири кои што се реновирани со парите на Џорџ Сорос, на тој милиардер од Њујорк. Значи... И сега ние тие негови пари ги фрламе на клоци само затоа што некои од неговите организации што тој ги финансира и ги финансира патем речено за да бараат човекови права, сега они барале да имаат право на абортус жените. И тоа го сваќаме како да е некоја позиција која што Џорџ Сорос им ја наметнал на жените, како жените од дека да не слушнале за абортус и одеднашка го бараат тоа. А тоа право го имале, како што дознавме, 35-6 години да го практицираат полиберално од сега. И денес каде ги обвинуваш тие луѓе кои што само сакаат да си ги имаат правата од 75-та година да ги обвинуваш за Соросоиди, за мене е злонамерно и служи само на етикетирање на луѓето и забранување на нивното учество во јавниот дискурс. Знаете како, лошиот глас трае толку колку што навистина е вистинит. Јас во обратното сум го слушнал, дека лошиот глас цел живот трае. Јас немам такво искуство дека ама ако нема подкрепа, макар и минимална или некаква основа или некакво сомневање кое што го дава другата страна, не може тоа да обстојува долго време. Несомнено дека отворено општество во одредени моменти имаше улога во демократизацијата на Македонија, особено по самостојувањето. Меѓутоа несомнена и поврзаноста на низа организации. Јас пак ќе ви кажам, значи постојано истите луѓе. Зарем немаме граѓани? Поврзаноста со опозицијата, мислиш? Не, поврзаноста со СДСМ, независно, значи стрикно со една партија, значи кога опозиција е моментално. И најверојатно оваа власт го демистифицира тоа, свати дека поминува кај луѓето. Многу е побаво кога приказната ќе се продаде од аспект на граѓанска организација, не од аспект на политичка партија, пошто тоа не е тесно партиски интерес, туку веќе станува граѓански интерес. И најверојатно ја направи истата шема. Јас се согласувам дека се работи за истото. Правам разлика помеѓу едните, да речам, партиски поврзани организации од оние на другите, значи на СДСМ и на ВМРО. Тие на СДСМ логистиката финансиска ја црпат од надвор. Најверојатно им биле достапни тие ресурси благодарение на тоа што таа партија подолго време била на почетокот од осамостојувањето на државата на власт и
полесен бил пристапот, ако ништо друго полесно можеле да договорат состанок со првите луѓе од Сорос фондацијата горе. За разлика од овие сега кои што се навистина ми делуваат како организации кои што се адхок, кои што се што велите нерегистрирани, се гледа дека има некаква логистика зад нив, меѓутоа кои што не располагаат со голем фонд или самите не располагаат со фонд на пари. За разлика од овие организации кои што располагаат со од финансиските извештаи со стотици илјади евра, со милионски суми на евра. Настрана тоа колку навистина членовите кои што се носат со вистински идеи во тие организации добиле од тие пари. Знаеш ли колку пари дава владата само за невладините организации? Еден пример околу демистифицирање, има, мислам, два примера се случија во последно време на светско ниво. Боливија го избрка USAID, а Русија воведе прилично строг закон за невладени организации. Значи, особено во делот на странското да, и ако ги дефинираат како шпионски, може да ги избркат и да ги затворат. Значи, ти викаш, Катерина, дека нашата влада моментално ги демистифицира. Би го оправдало ли таков некој чекор ако кај нас се воведе во однос на невладините организации? Значи некој е построго или поригидно формулирање на нивното действување? Да. Ја мислам светска дебата е ова околу меѓународната помош и колку навистина тие финансиери кои што се јавуваат од надвор имаат искрени не знам, алтруистички побуди да го демократизираат светот, да му помогнат на тој што нема и така натаму. Јасно е дека секој дава пари од интерес. На крајот на краиштата голем дел од овие, јас ќе го употребам терминот иако не е својствено за мене ниту во моите текстови ни приватно, соросоидни организации кога велат дека не допираат големи пари до нив. Да, затоа што голем дел од таа меѓународна финансиска помош и се враќа во самите земји. Значи тие ви бараат, не знам, какви све не услови и на крај малтене 1/3 од парите ќе се, ако не и половина, ќе се вратат назад. И тоа е еден од интересите кои што нели ги имаат, а од друга страна создаваат имидж нели на големи даватели. Враќање во смисла на перење пари? Не во смисла на перење на пари, тоа може да биде сосема легален начин преку користење на странски експерти. Вие морате за да изградите една јавна политика во вашата граѓанска организација, која што добила странски пари, да најмите експерт од надвор, на пример. Или да има такви карактеристики како што нема експерт во нашава околина, па мора да му го позајмите на тој што ви ги дава парите. Па тоа се најразлични тендери, јавни повици, тие што се бават со меѓународна помош ги знаат цаките преку кои што легално си ги враќаат парите. Од една страна, од друга страна, тука се и тие политички интереси, нели не шпионираат ли некој работи или против интересите. Ако ме прашуваш дали сум за некакво ограничување од тој тип или од толку ригидно ограничување, ќе ти кажам не, затоа што сепак од тие странски пари некоја македонска мајка или татко рани дете. Меѓутоа дека дали треба да има контрола, треба да има контрола, баш чисто од манипулативни аспекти, значи од најбаналниот, ако се почне од финансискиот криминал, па се до некаква си инструментализација, односно преку граѓански организации, фактички финансирање на политички партии. Ова предпоставува дека живееме во свет на студена војна, каде што странците ни доаѓаат и овдека сакаат да ни ја разрушат безбедноста и невладините организации стануваат прашање на безбедност. Значи, кога Витаминка Прилеп или Агроплотресен би дале пари за Сдружение за диабетичари, тоа не би значило дека они треба здруженијата да ги исполнуваат нивните интереси, да ги ангажираат нивните консултанти и така натаму, али кога, не знам, Сдруженијето за церебрална парализа ќе добие пари од светското здружение, тогаш тоа треба да, според Катерина, да го помине филтерот на некаква си независна комисија која што ќе формира Никола Груевски, која што ќе барата со државата, не Никола Груевски. Никола Груевски ми е имена, име и презиме, моментално е премиер. Знам, ама на тоа како се испонаша со Советот за радиодифузија, сега со Агенција за медиуми, за електронски медиуми и така натаму, јасно е дека ќе се набутаат таму луѓе кои што се партијци и ќе одлучуваат
ќе треба на нив невладините организации да им полагаат сметки за тоа како ги трошат парите, а не само тоа да биде прашање кое што е даночно и со секакво право. Значи, наместо ние да се интересираме од кај се парите на МПЦ, најголемата невладина организација во Македонија, би рекол. Се согласувам. Веројатно многу поголеми од сите пари кои што Сорос ги донирал во Македонија и ги има потрошено овој период. И дали МПЦ стои зад овие протести кои што завршуваат со насилство? Ја дури би рекол дека тоа може би е безбедносно прашање, а не тоа дали Сдруженијето за церебрална парализа зема пари од странство. Збориме се конкретно за странските. Можеме да отвориме и таа тема. И сосема е легитимно. Ама странски пари се странски пари. Ако се внесени во Македонија е ист интересот како што е на домашна компанија. Се дека не ги третираме како безбедносно прашање. Она што го прави Путин во Русија ги третира за странски агенти, им дава таков статус за после да може побрзо да ги избрка. Видите, кога домашни инвеститори се нудат на граѓански сектор, веројатно мотивите кои што ги за таквото донирање се согласувам дека остварување на некој нивен интерес. Меѓутоа тој интерес не би сакала да верувам дека е против држава. Сега ти кажеш пак безбедноста ја наметнуваш. Не верувам дека странските пари се против државни, се од безбедносен карактер, меѓутоа тие носат нишка на заштита на сопствената држава. Колку и да која е сопствената држава на Џорџ Сорос? На неговиот ајде се како да кажам, се светски интерес. Значи Сорос е креатор на значи не е безбедносно прашањето, него е економско, значи е финансиско. Зошто некому би му служеле? Како општество говорам. И не верувам дека интересите кои што ги застапува Архибригада, Плоштад Слобода, не знам и низа други ГМ, се па на вистина најискрените интереси кои што Сорос би ги имал во Македонија. И таман работа па тој да се занимава каде све дава пари и дали тоа сосема ги исполнува неговите лични интереси. Зборуваме за организациите кои што се тука и кои што ги инструментализираат парите на странската помош, која што си има своји одредени интереси и политики кои што ги дава парите. Со секој грант од $2-3,000 кои што ги дава, не се 2-3,000 долари, токму затоа. Сепак $20-30,000 тој. Не се ни толку, се 200-300 па до во првите ја не знам кој извештај си гледала. Во првите 20 години се зборува дури нели реков стотици милиони долари. За жал, во интерес на времето мораме тука да привршиме дебатата. Никола Кате, фала што бевте дел од Зебра. Со темава продолжуваме и во петок со нови гости. Поздрав. Поздрав.